Во политиката годините се многу повеќе од бројка. Тоа е тема за разговор. Земете го предвид неодамнешниот одговор на председателот Џо Бајден на прашањето за неговата способност да биде на оваа функција. Се чувствувам одлично. Ништо не е променето, во добра форма сум. Знаете, со нетрпение чекам да го прославам од 58-ми роден ден. Настрана шегите, Бајден има 80 години. Тоа го прави еден од најстарите демократски избрани лидери во светот. Неговиот најголем ривал, поранешниот председател Доналд Трамп, има 76 години. А до следниот месец на третото по ранг избрано место е 82 годишната Ненси Пелоси. Таа неодамно објави дека ќе се повлече од функцијата спикерка на представничкиот дом. Нема да барам реизбор за лидерка на демократите во следниот конгрес. За мене дојде време за нова генерација да ја предводи демократската конгресна група, што толку длабоко ја почитувам. И благодарна сум што многу се подготвени и сакаат да ја преземат оваа огромна одговорност. Историчарите велат дека возраста долго време се користи за напад во американската политика на високо ниво, оружје со кое сите страни се прашуваат дали противниците можат да одговорат на предизвиците на напорната работа. Поголемиот проблем, велат експертите, е ефектот на постарите лидери врз политичкиот континуитет. Проблемот со лидерите кои се на власт долго е што тие немаат тенденција да создаваат ефективни наследници оти. Ако тие наследници се мокни, ќе ги заменат оние што дошле пред нив. Значи ќе видиме скок во партиите од оние кои се во нивните 70-ти години на оние кои се во нивните 40-ти години. Некои од овие постари кандидати велат дека се уште се во топ форма. Поддржувачите на Доналд Трамп велат дека тој е способен да се кандидира, а дека Бајден е кревок. И двете тврдења се многу субјективни. Потребна ви е мудрост на некој што бил на власт доволно време. И додека ви треба физичка младост што ја има Доналд Трамп, потребна ви е и мудрост која Трамп исто така ја има. Трамп тврди дека возраста е концепт, објаснувајќи, цитирам: "Има многу луѓе во нивните 80-ти па дури 90-ти кои се добри и остри како никогаш претходно. Бајден не е еден од нив, но тоа нема многу врска со неговата возраст. Всушност, животот започнува на 80 години." Всушност, просечниот американец живее нешто повеќе од 76 години, велат од Центрите за контрола и превенција на болести. И Сури вели дека големиот возрастен јас меѓу гласачите и лидерите предизвикува проблеми. Еден од предизвиците што ги има Бајден е тоа што е многу постар од просечниот демократски гласач, што понекогаш е проблем. Видовме дека повеќе млади гласаа на овие конгресни избори, но не се чини дека гласаа со голема поддршка за Џо Бајден. Клише за американското председателство е дека брзо ве остарува. Размислете за овој 47 годишник или овој 46 годишник. И еве ги по 8 години на една од најтешките работни места во светот, председател на САД.